Добро вечер. Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка. Овој пат со поднаслов Која краде историјата. Видовме во претходната емисија кои се најголемите цивилизацијски простори од овие најголемите цивилизацијски придобивки од овие балкански простори. Видовме кој кога е дојден на овие простори. Видовме дека единствен народ кој што има своја држава, тоа сме ние македонците и со исто име обстојуваме до ден денес. Констатиравме дека големото културно цивилизацијско наследство што го оставија нашите древни предци од Балканот им припаѓа на сите оние кои во чии вени денес тече крвта на древните пелазги од генот на венетите. Исто така и констатиравме дека никој нема право на монопол на ова културно наследство. Без оглед што Македонија во центарот на таа пелазгиско-венетска цивилизација, нити ние, нити грци, нити било кој друг нема право на монопол. Сите имаат право да се користат со тие придобивки и да се гордеат со нив, да ги сметаат за своји. Денес во ова зоврино буре барут наречено Балкан, секој нешто приговара, секој нешто оспорува, секој се обидува нешто да открадне, да одземе, да присвои. Ние денес нема да посочуваме крадци или присвојувачи, на тоа впрочем и немаме право, но можеме да ги посочиме аргументите, фактите од древното минато, а гледачите сами да проценат кој е, кој што и кој присвојува и кој краде туѓа историја. Општо познато дека нашите јужни соседи грците ни го оспоруваат името. Тие велат дека ние сме дојденци од зад Карпатите. Ние сме тие дивите словени, колку го дошле овдека, древните македонци исчезнале, немале со кого да се измешаат. И затоа тие велат дека со нив немаме ништо заедничко, немаме никаква врска. Во тоа им помогна и некои наши историчари и политичари, кои што сега јужните соседи жестоко тоа го експлоатираат. Затоа ни оспоруваат да го носиме името Македонија и македонци, и оспоруваат да се така наречуваме. Ни забрануваат, односно ни замераат што градиме споменици на Александар и Филип, што го користиме најексплоатираниот символ сонцето. Сметат дека древните македонци биле грци и тие се нивни символи, секакво нивно користење представува крадење на историјата. Веднаш сакам да им кажеме, и да сакале, Александар и Филип не можеле да бидат грци, од проста причина што грчка држава во нивно време не постоеше. Јас мислам во гробот би се превртеле да можат да видат од некоја страна како некој ги преименува. Тие беа горди македонци, се гордеа своето потекло. Низ цел свет ја ширеа таа македонска култура. Друго, грците и македонците никогаш не биле ист народ. Видовме во претходните емисии, изнесовме бројни докази дека ние од нив антрополошки се разликуваме, генетски се разликуваме по јазикот, културата, обичаите, погребните обичаи, свадбените обичаи, дури во начинот на пиење на виното сме се разликувале од нив. Нема тоа да го повторираме, да го повторуваме. Имаме децодни сведоштва кај Херодот за јазикот на древните македонци, кој за хелените бил варварски, како што тие велат. Тоа значи неразбирлив. Ке оспомнам уште само Демостен со неговите Филипики, кој беше дециден по однос на различностите меѓу македонците и грците. Тој за Филипа меѓу другото има напишано не само што не е хелен, нема ништо хеленско, барем да беше од некоја пристојна земја, само тој вели еден беден шуглив македонец од која што ни пристоен роб не може да се купи. Затоа денешните грци, најучениот, еден од најучените атињани и најголемите оратори, Демостен го прогласија за недоветен, демек не знаел што зборува. Презентиравме многу други сведоштва, пред себе мислам на книгата на Александар Донски, во кој се наведени 50 на древни автори кои што зборуваат за различноста на македонците и грците. Точно е тврдењето нашите јужни соседи дека ние сме словени. Меѓутоа словени сме денес. Денес припаѓаме во таа словенска јазична група. Но тоа го
во таа група не сврстуваат други, не самите ние. Ние од секогаш сме биле, си останавме и ќе си останаме македонци. За друго име не знаеме. Велам, словени сме од 6 век. А што бевме пред 6 век? Ние видовме во претходните емисии и презентиравме децидни докази дека до 6 век, од Крит до Балтик, живе една огромна популација наречена Венети. Во 6 век тие исчезнуваат, од Крит до Балтик исчезнуваат, а на истите простори, во истиот век, се појавуваат словени. Што не може да значи ништо друго, само преименување. Римјаните сака да наречат склави, што нивниот јазик би наречал робови или робски народ, за да не понижат, а ние ги преведовме суви преку вода и си прифативме слави или славени. Името на слави, славени и врската со венетите ја образложивме, нема да ја повторуваме. Презентиравме множество, ние сме истиот народ, 9 милиони има со непроменет јазик, писмо, култура, обичаи. Презентиравме бројни докази од пишаните извори преку Хомера, Херодота, Страбона, Арија, Јустина, Виргилија и така натака. Презентиравме бројни топоними, хидроними, нисоними, сите со венецка, од 6 век наречена словенска. Видовме дека кај нас има Венецка река, Венецки залив или Венецко море со најубавиот град Венетија. Сето тоа се докази дека овие нови простори живеел еден народ кој што говорел ист јазик како ние денеска. Врската меѓу древните македонци и денешните, истоветноста можеме да ја потврдиме и ја потврдивме во претходните емисии и преку името Македонија. Па би сакал за гледачите кои тоа не го виделе да го повториме уште еднаш. Ние го носиме своето име по два основа. Прво по основ на богот Македон као наш родоначалник. Според древната традиција, сите народи го добивали името според водачот, според кралот. Такви сведоштва имаме кај сите древни јадвори. Има можеби 100 такви сведоштва. Можеме да го сметаме како неспорен факт. Така и ние во времето на Македон сме македонци, во времето на неговиот син Ематија сме ематијци, земјата се нарекува Ематија, а во времето на неговиот внук Европ, земјата е наречена Европија, по кого сега и целата земја, целата Европа го носи тоа име. Затоа во една од претходните емисии реков дека Европа без Македонија не личи, е нешто грдо. Затоа треба со акламација да не примат во Европската унија и треба да се гордеат со тоа. Вториот основ по кој што ние го носиме своето име е името на Божјата мајка или ма скратено или мо, зависно како ќе најдеме во некои историски извори. Тоа име е старо близу 9 милиони има. Ние презентиравме артефакт за Божјата мајка и во прошлата емисија, нема да го повторуваме. Нема куќа, нема храм каде што се направени ископувања, да не се најдени артефакти од Божјата мајка. Тоа е најпочитуваното и најстарото митско суштество на овие простори. И понеа македонците го носат името македонци и Македонија. Ако го разложим името Македонија, што ќе добиеме? Јас бе замолил режијата да пушти првата графика, Македонија, разложена добија мајке, Дон и Ија. Мајке или мајка, основата има во сите словенски јазици со значење мајка. Дон, Дона е жена, се мисли на жената мајка, на Божјата мајка, и Ија во македонскиот јазик или само Ија е земја, како што во англосаксонските јазици е ланд, значењето за земја, во кај источните народи стан, кај нас е Ија. Секогаш земјата која се нарекува некоја земја се завршува со додавката Ија. Гледаме, тоа е разбирливо на денешниот наш македонски јазик, но се разбира и на јазиците на останатите словенски јазици. Ако ова не е доволно, ќе се послужиме со откритијата на професорот Тентов и Бошевски, кој што го дешифрира каменот од Розета. Тие тамо во вториот текст најдоа податок дека древните македонци себе си се сметале за децата на Мо, односно децата на Божјата мајка. Па ако македонците себе си се сметале за децата на Мо, децата на Божјата мајка, тогаш нивната татковина, нивната земја е Македонија, непобитен доказ за името Македонија. Ако и ова не е доволно, јас ќе замолам режијата да пушти на Google Translate превод
на светот на мајката, се мисли на светот на Божјата мајка, од енглески на хинду јазик. Што ќе видиме, што ќе чуеме? Молам режија да се пушти. World of Mother. Makitudia. 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 Ќе видиме звучен одговор Македонија. Зашто ова бев сигурен, зашто баравме податоци овде за нашите древни корени, за истоветноста на древните денешните македонци? Затоа што инду и винду, инди и винди, енети и венети има ист етимолошки корен. Тоа значи дека на овие простори, но и тие тамо живеел еден народ кој што зборувал еден јазик, венецкиот. А видовме, тоа е синоним на словенскиот. Затоа звучниот одговор е оној кој што гледачите имат можност и да го чујат. И ова е, гледаме вториот основ по кој што се гледа е врската меѓу древните и денешните македонци. Која е македонската царска династија? Дали преку незе можеме да ги сознаеме врските меѓу древните и денешните македонци? Пред мене е книгата на Плутарх. Тој напишал 50 животописи на древни личности, на познати личности, меѓу кои за Александар Македонски. Што читаме на страна 6, под точка 2? Вели, Александар по потекло од таткова страна бил Хераклит, значи потомок на Хераклит, според кого целата династија се нарекува Хераклиди. Меѓутоа Херакли имал свој внук по име Темен, па и по неговото име целата династија често пати се нарекува Темениди. Занат истересен е овој Темен и династијата Темениди од проста причина што нејзет етимолошки обработил германскиот лингвист Макс Фацмер уште во 1941 година. Тој заклучил врз основа на етимолошките толкувања дека таа има словенски корени. Темен, чемен или на германски што би значило расен, благороден во нашиот јазик. Значи крал, цар, човек од благородничко потекло. По мајкова линија, пак Александар, вели Плутарх, Александар потекнува од Неоптолен, синот на Ахил, учесник во Тројанската војна. Видовме од делото на Хомер, кој зборувавме за Тројанската војна, дека и едниот и другиот, значи Херакли и Ахил имат пелазгиско потекло. И обајцата се пелазги, и обајцата се од родот на македонците. Просто причина што видовме дека сите македонците ги сметаат за пелазгиски народ. Сите автори тоа го потврдуваат, почнувајќи од Херодот, од Страбона и најдециден беше, видовме, Јустин, римскиот историчар. И тука видовме ги најдовме врските меѓу древните и денешните македонци. Би сакал тука да прикажеме и неколку фотографии. Презмена фотографија од Вазна на Херакле, 480 година пред нашата ера, се наоѓа во Лувр, слика на кјуб, на кој што гледаме на креветот на кој што лежи Херакле, македонското сонце. Ево го македонскиот символ. Втората е фотографија на Ахил, црвена фигурална амфора околу 450 година пред наша ера во Рим, во Ватиканскиот музеј. И тука гледаме на рамената македонското сонце. Наредната фотографија. Одисеј го предава на Неоптолем, синот на Ахила, се разбира, оружјето од загинатиот Ахил. Црвена фигурална купа, 490 година пред наша ера, се наоѓа во Виена. И овде гледаме и наградите и на штитот македонското сонце. Што ова зборува? Зборува дека овие митови ги создавал народ кој што го почитувал сонцето, култот кој сонцето го имаа македонците. Да не заборавиме
Атињаните сонцето го сметаа за пробисвет, за неранимајко, а почитувањето на култот на сонцето го сметаа за непатриотски чин. Потврди имаме и кај Херодот, и кај Грейвс. Зашто ова голема? По основен символ на атињаните беше буфот. Па е забавно режијата да пушти следната фотографија. Тоа е атинска монета, извадена од книгата Грчко чудо од Војчех Заморовски, на страна 321. Гледаме во горниот дел буфот. Тоа е основен символ, велам, на атињаните, и тие скоро на секоја монета го прикажуваа. Што се измени денес во 20-тиот век? Сега ништо не се изменило, само политиката, па сега се кажуваат други приказни и други теории се вадат. Она што беше македонско сега треба да се прикаже како нешто друго и нечие, и нешто што му припага на некој друг. Затоа гледачите сами нека проценат и во овој дел кој ја присвојува историјата. Сите наши соседи се прогласија за антички народи. Иако видовме некои се појавуваат во 8 век пред новата ера, други во 7 од старата ера, се извинувам, други во 7 век од новата ера, а трети и четврти се појавуваат на историската сцена во 19 и 20 век. Тие сите го приграби античкото наследство. Ние тоа не им го спориме. Тоа го сторија по пат на сукцесија, поради мешањето со домородното население што го затека кога дојдоа. Така грците дојдоа како дајнаци и египјани од Египет, поради што и го носат името Египјани или скратено Египци, според местото од каде што доаѓаат. Тие се измешаа со домородното пелазгиско население, го наметнаа својот јазик, како зедоа името Хелени. Не можеме да спориме дека тие, поради тоа мешање, поради таа симбиоза, имаат право и да го преземат културното наследство на пелазгите, кои што тие со милиони пред тоа го создаваа. Исто и со бугарите, дојдоа во 7 век од Азија, како татаро-монголски, односно турено-татарски и турено-монголски племиња се измешуваат со домородното словенско население, кое претходно наводно според нив се измешало со тракиците, и тие по пат на сукцесија го приграбија древното античко наследство од тракиците. И нив не можеме да им спориме. Иста ситуација и со албанците. Тие се прогласиле за наследници за илирите и дарданците, кои исто така беа од родот на пелазгите. И нив не можеме да им спориме дека се древен народ и дека и тие имаат право на по пат на сукцесија на тоа културно наследство што го ставија древните илири и дарданци. Исто и со србите. Меѓутоа, кога ќе се дојде до Македонија и до македонците, тие правила не важат. Она што важи за сите балкански народи и за сите народи од светот, за нас македонците не важи. Тука веќе светот прави исклучоци. Не само светот, прво комшиите, а потоа и целиот свет, што е неразбиливо. Заговорниците на правната држава треба од ова да се срамуваат. За нас се вели дека сме ние словени дојденци од задкарпатските мочуришта, кои кога дошле не затекнале никого, од проста причина македонците исчезнале. Имаме овдека еден абсурд. Во 6 век наводно дошле словените, иако видовме ние дека не е така е понеку, се измешале со сите староседелци низ целиот Балкански полуостров. Само во Македонија кога дошле словените нашле на пуста земја, без население, немале со кого да се измешат. Па бидејќи тие не се измешале со никого, немаат свој идентитет, и затоа треба да си бараме свој идентитет во задкарпатските мочиришта, во задкарпатските калови, од каде што наводно сме дошле. Ова е невиден абсурд. Затоа морам да им кажам, господа, ова не е можно. Затоа велам, и да сме дошле од задкарпатските мочуришта. А видовме, не е така. Презентиравме бројни докази. Ние по пат на сукцесија исто така имаме право на културното наследство што го оставиат древните балкански жители од родот на пелазгите, од родот на венетите. И тука кога дошле словените, ако воопшто дошле, тие се измешале со домородното население. Затоа велам, сите
безусловно имаме право да се користиме со културното наследство, древното, со културната за оставштина, да ги користиме символите како и сите други. Не можеме ние да бидеме од тука до Индија исклучок, сите да можат да градат споменици и да го користат сонцето како символ, ние да не смееме. Сите наши соседи го негираат венецкиот, од 6 век преминува славенски карактер на етногенезата на древните пелазги, на древните венети. Тие сите се прогласија за наследници на тоа древно културно наследство, меѓутоа не прифаќаат венецкиот, па дури и албанците, кои за себе тврдат дека се илири и дардани, илирите и дарданите видовме дека се од еден род, од една лоза која основал Дардан. Илири се нарекуваат само по внукот на Дардан Илир. Имаме децидно сведоштво кај Херодот во книга 1, глава 196, дека тие се венети, што е синоним за словените. И тоа тие на тоа не сакаат ни да помислат. Видовме Полибие, римски историчар, најголемиот римски историчар од 2 век пред Христа, запишал дека илирскиот јазик е македонски дијелект и во исто време тракиски јазик. Бидејќи те беа ист народ со венети, со дарданците, со пајонците, со македонците, значи цел Балкан е венецки. Тој податок не може да се сокрие. Сакали или не, тие не можат. Потврда имаме во топонимијата, хидронимијата, нисонимијата, ономастиката, теонимијата. Презентиравме бројни докази. Затоа тие денес се менуваат топонимијата и затоа етимологијата како наука ја изфрлаат од своите толковни речници, затоа што не може да објаснат од каде толку словенски зборови во нивните јазици, ако што потекнуваат од древноста. И овде самите гледачи нека проценат која присвојуваат туѓата историја. Велат грците биле најголемите морепловци, најголемите трговци на Медитеранот, ги владееле сите мориња. Така велат тие денес. Но што велат древните извори? Пред мене е книгата на Павел Тулаев, доктор на науки од Русија, напишала една книга под наслов Венети. Во неја има бројни податоци за венетите како древни предци, како древни жители на Балканот, но и пошироко до Балтикот. Во неја тој цитира една книга од Гај Јулије Цезар, од неговото дело Галските војни. Што во неја читаме? Што вели Цезар? Венетите се вели најголемите морепловци. Ги држат сите мориња. Пловат дури до британските острови. Но лошо им е, вели, наплаќаат такси од останатите народи, но лошо им е што ги бунтуваат да не ја почитуваат власта на императорот. Каков апсурд. Оние диви словени што дојдаа со трски усата преку Дунав, во 6 век, овде ги гледаме кај Гај Јулије Цезар како најголеми морепловци на Медитеранот, кои што ги држеле сите мориња. Ама не во 6 и не од 6 век од новата ера, него уште во времето на Цезар, 1 век пред Христа. Има ли поголем доказ кој на овие простори живеел? Велат, сета древна наука им припаѓа на грците. Се што представува научно достигнување било нивно. Ке изведам само 2 поинтересни случаи кои е најголемите учени во древноста. Хипократ и Аристотел. За нив ке изнесам некои податоци од каде биле, што биле и каде работеле, па гледачите нека заклучат кому тие му припаѓале. Од историските извори децитно дознаваме дека Хипократ, кого сите лекари го учат и чија заклетва сите ја читаат пред да стапат на работа, живеел и работел во Пела, главниот град на Македонија, и таму е положил таа позната Хипократова заклетва. Што се несува од Аристотел, таткото на науките, најучениот човек во древноста. Тој е роден во Стагира, близу Солун, близу Пела, главниот град на Македонија. Татко му бил кралски лекар, но на македонскиот кралски двор. Значи, роден во Македонија, татко ми работел и живеел на македонскиот кралски двор. Дедо му кралски лекар на македонскиот кралски двор. Прадедо му кралски лекар на македонскиот кралски двор. Па што можел да биде Аристотел? Ако е тоа малку, да видиме што забележал Полибие. Полибие во своите дела, уште од 2 век пред Христа, забележал дека атињаните го нарекувале окупаторски филозоф и генерал на Александровата војска.
го рекувале меток или дојденец, по денешните стандарди странец. Против него е подигнато обвинение исто онакво како и против Сократ, за непочитување на боговите и сетно влијание на младината. Јас се прашам зашто тој би ги почитувал латинските богови кога имал свој македонски. А за да избегне судбината и екзекуцијата која што дочекал Сократ, тој веднаш после смртта на Александар избегал од Атина. Сами заклучите кој бил и што бил, според овие податоци, кој што целиот свет ги знае. Меѓутоа не им смета да го прогласуват за Грк. Се вели Грција е лука на писменоста. Да видиме кој е основоположник на писменоста во Европа. Самите Грци тврдат дека писмото го презеле од финикиците, народ кој што изумрел, па тие се сметаат за основоположници на писменоста, од кој што сите останати народи во Европа го зеле писмото. Тоа го темелат на тврдењата на Херодот, кој што децидно запишал дека писмото хелените го зеле од Кадмо, финикиец од Кадмо, кој што при престојот во Теба им го предал. Од друга страна, нашите јужни соседи за нас велат дека сме биле диви и неписмени се до 9 век, кога не писмениле баќата Кирил и Методи. Кога се писмото во прашање, тие тврдат и дека и Хомеровите епови се грчки, пишувани на грчки јазик, со грчко писмо, а исто така и Библијата. Така велат тие денес. Но да видиме што велат древните истории, оние неутралните, кои не знаеја во тоа време за политика. Не го пишува она што го гледа, она што го чита. Ке почнеме од Радивој Пешич, познатиот српски истражувач, професор на Миланскиот универзитет, кој го откри писмото во Винча, старо негде близу 8000 години, истоветно со него со иста старост и писмото околу Говорлево. Додека тој не го откри писмото како Говорлево, но го обработи како идентично со она од Винча. Го спомна, го афирмираше за разлика од некои наши учени кои што го премолчуваат. Тој во своите книги го молкоти пред се во Винчанско писмо, ја обелодени и му ја даде на светот старата венецка азбука. Се разбира од Винча, Говорливо, меѓутоа и по други локалитети низ Србија, Македонија и други предели низ Балканот. Затоа молам режијата да ја пушти венецката азбука. Тоа се напоредни, она од Винча, етруското, венецкото, феникиското, старогрчкото, румското, латинското. Гледаме, сите наликуваат едни на други. Сите преземале едни од други. Па и нормално на сите овие простори живееше еден народ, една популација од ист корен, пелазгиско-венецки. Било мрежијата да пушти и сликовната азбука. Таа се смета дека е постара од ова што ја имале венетите. Секоја слика представува одреден знак. Што ќе забележиме нова азбука? Забележливо е дека може да се разбере само на македонскиот јазик и се разбира на другите словенски јазици. Само на јазиците од словенската јазична група. Само на венецките јазици. Гледаме, например, ќе земам неколку примера, не можеме целата да ја елаборираме, за П цртале порта, за Л цртале лист или лак, за К канџа, за Т теле или глава од теле, за И игла, за З змија и така натака. Она што се гледа се изговара, првата буква од изговорениот збор ја дава соодветната буква од денешната азбука. Меѓутоа, за да се добие правилно толкување, мора да се изговори на некои словенските јазици. И трета азбука, би замолил режијата да пушти азбуката, што ја завршија и ја дешифрира познатите Тентов и Аристотел од Каменот на Розета, која што има 34 букви, 8 самогласки и 26 согласки. Значи, таа имала 34 букви, уште 4 за комуникација со боговите, вкупно 38. Гледаме, нашите древни предци не биле неписмени. Ова азбука веќе почнавме да наоѓаме и во Македонија. При нашиот престој
во Охрид, ние ја забележавме на зидините на јужната страна од црквата Свети Богородица Перивлета. Да видиме нешто друго. Што запишале другите древни автори за писменоста на нашите древни предци. Видевме од Плиние, римски историчар, дека тој забележал од и хелените до 600 година нема текстови на хеленски јазик. Се што е пред тоа на јазикот на пелазгите. Затоа ни помага Диодор од Сицилија, кој што има децидно тврдење дека Лин, учителот на Орфе и Тамир, пишувал со првите врежани знаци на пелазгите и јазикот пелазгиски. А учителот на Хомер Пронапит исто така пишувал со пелазгиски букви на пелазгиски јазик. И овде гледаме дека нашите древни предци пелазгите од генот на венетите се писмени. Според Радио Пешич 8000 години. Светот денес овие факти ги премолчува, ги превидува, не ќе да дебатира на таа тема. Не сака да дозволи да некој друг е носител на европската и светската цивилизација. Но ние тука ништо не можеме пред вистината, велат и моговите молчат. Што се однесува да грците, неспорно дека тие зеле азбуката од феникиците. Ние тоа не го спориме. И тоа не е точно дека феникиците исчезнале. Феникиците оставија живи наследници. Феникија немаме само во Мала Азија. Тие не живееле само во Мала Азија. Видовме според податоци за претходните емисии, сите балкански племиња што живееле тука делови се одселиле во Мала Азија и си ги взеле истите или многу слични имиња, така и со феникиците. Јас би само режита да ги пушти снимките од Плаошник, од малиот мозаик во така наречената крстилница. Што таму ќе видиме? Таму ќе го видиме Кадмо и неговата сопруга Хармонија, како според древните митови се претвараат во јагули. Грците велат змии за да ги прикријат трагите, меѓутоа тоа не може да се сокрие. Кадмо е крал на енхелиците, историско племе, не митско, велам историско племе кое живее во Охрид и околината. Кадмо е нивниот крал, нивниот тотем е јагулата. Затоа според легендата тој при неговото умирање заедно со својата сопруга се претвара во јагул и животот го продолжува во Охридското езеро. На истиот мозаик ја гледаме нивната ќерка Земајла, бремена со Дионис, во вид на сонце во нејзината утроба. Тоа е Кадмо што според Херодот им го даде писмото на хелените. Да видиме од каде тој излегол. Помош ќе најдеме кај Еврипид, древен автор во својата трагедија Бахи, стих 170, децидно запишал. Значи, го имаме Херодот, тврдењето, негово дека хелените го зеле писмото, Кадмо при престолот во Теба им го предава. Го имаме дополнителното и попрецизно сведоштво од Еврипид, во Бахи, стих 170. Што читаме? Излезе, вели Кадмо од Сидуградо, ги закрепна тврдините на Теба. Значи, Кадмо, кралот на енхелиците, од Сидуграду заминал во Теба им го дал писмото на хелените. Оној Кадмо кој е основач на Охрид. Охрид кој што во 13 своји древни имиња имал едно име Сидуграду. Кој е тој Сидуграду? За помош ќе го викаме Милош Линдоро, ќе го напиша делото заборавени од Кадмо, Охриѓенец, и исто така ги истражува древните корени, кој што децидно запишал дека едно велано од 13 имиња на Охрид е Сидуграду. Значи Кадмо, основачот на Охрид, излезе од Сидуграду, замина во Теба, ги изгради нивните тврдини и им го даде писмото. Секој жител на Македонија може да качи на Плаошник во малата крстилница и да ги погледа овие, да го погледа овој мозаик и овие слики. А после тоа нека се зимна во кафулето Кадмо. Таму младите момци сопственици нова кафуле се имнале од интернет една монета на која се гледа Кадмо како им го предава писмото на хелените. Уште еден доказ кој е од каде, и уште еден доказ која присвојува историјата. За Хомерозоид нема да збориме. Грците велат дека биле пишувани на грчки. Меѓутоа ние имавме подолги излагања за нив, видовме дека имаме децидно сведоштво од античкиот автор Клавди Елијан или Алијан или Апијан, како што некои го запишуваат, дека таа пишувана на јазикот на бригите. Тоа е бригијски еп. Хомер бил бригиец, живеел
и работел тука, затоа и тој го запишал тој таков можел да запише само некој што живеел на тие простори и припаѓал на тој етнос. Затоа и Лудвиг фон Пасов пред 200 години ќе запише дека имаме словенска Илијада, лексиката на зборовите во Илијадата има словенска јазична основа. Тој обработувал некои постари издания на Илијадата и можел да дојде до тие сознанија. Видовме дека хелените од Атина воопшто не знаеле за Илијадата, се додека Ликург не ја донел од Мала Азија. Велат Библијата била пишувана на грчки. Меѓутоа, како што ќе запише Зенон Косидовски, не на старогрчки, не на класичен старогрчки јазик, туку на кој не јазикот? Јазикот кој што го воведе Александар Македонски во неговата империја како службен јазик. Јазик за кој што Квинти Руф децидно ќе запише од судењето на Филота, македонскиот генерал, дека тој е јазикот кој што морале да го учат и победниците и победените. Знаеме дека македонците во тие војни биле победници, сите останати победени. Каде сакате да ги ставите грците, дали на страната на победниците или на победените, кој не може да биде грчки? Децидно сведоштво, нема бегање од тоа. Кога јазикот на древните грци има еден апсурд, невиден апсурд. Тие велат дека имал прво старогрчки јазик, иако старогрчка држава немаше, првата грчка држава 1830. Меѓутоа еве да прифатиме дека имале старогрчки јазик кој што би претпоставен бил јазикот на древните данеци или јупјани дојдени од Египет. Меѓутоа на овој јазик има многу малку дела, многу запишани дела на овој јазик. Најмногу има записи на кој не јазикот, кој што дури до 5 век од новата ера се користел. Значи за времето на империјата на Александар Македонски, за времето на Римската империја, но и продолжи во Византија. Тоа е јазикот на трговијата, јазикот кој што го на дипломатијата. Мешавина од 40 јазици. Затоа Косидовски вели дека Библијата е запишана на кој не јазикот, на тој есперанто јазик, прв есперанто јазик. Бидејќи најголемите дела, рековме, биле на коине и коинето грците го присвоија како грчки. Бидејќи Хомеровите епови не се напишани ниту на старогрчки, ниту на коине јазик, него на некој друг. Го прогласија јазикот на кој што пишувал Хомер, Хомеров јазик, Хомеров грчки. Македонците не биле грци, ама и нивниот јазик бил грчки. Приспаднаа 4 јазика. Тоа е апсурд. Сите она што денес го пишуваат, не знам како ќе ги проголтаат овие небулози. И ова е за рубриката верувале или не. Што е со митологијата? И за митологијата цел свет учи била грчка. Меѓутоа и тука имаме некои апсурди што не можат да се проголтаат, не можат да се сварат, не можат да се сватат. Барем ја не можам да ги разберам. Самите велат дека дојдоа во 8 век. Затоа и времето го мерат од првата Олимпијада, 776 година, за од кога Еванс ќе открие критско-микенската култура, да ја померат границите на своето доаѓање, па од кога се открие и некои постари записи да ги померат уште повеќе. Меѓутоа колку и да померат, не можат толку длабоко да навлезат колку се стари еповите кои што ги создава луѓето кои што живеа на планината Олимп и околу незе. Олимп видовме од сите древни автори е во Македонија. Бар така тврди Страбон, најголемиот древен антички географ, но видовме од сведоштвата на Александар Донски и 50 на други автори истото го тврдат. Сите се тие од древноста и не потекнуваат нити од Грција, нити од Македонија, него широм од Медитеранот. Сите исто тврдат. Македонската планина Олимпија ја нарекуваат. Сите епови што се создадени од времето на Тројанската војна и пред тоа не може да бидат грчки. Видовме во Тројанската војна нема. Сите митови за органаутите не можат да бидат грчки. Тие се најмалку 2 генерации пред Тројанската војна. Митовите за гигантите, за титаните, за Ма, за Уран, за Реа, Геа, Ма, не можат да бидат. Тие се илјадници години постари од времето на доаѓањето на данајците. И да сакаат не можат да бидат грчки. Тие му припаѓаат на еден друг народ. Пелазгите, кои што живеева на тие простори, од генот на венетите. Исто е и со музите, пиеридите, како што некои ги нарекуваат. Велат, грците според Херодот тие превзеле митологијата, дел од египјаните, дел од пелазгите, домородиците на балканскиот простор, кои што ги затекнаа кога дојдоа. Меѓутоа,
Јас како што ги гледам работата, може да се преземе некој од некој друг, може да му се преземе на некој друг, не може само од себе да си преземеш. Самиот тој факт зборува дека тие не се грчки митови. Роберт Грес, најголемиот познавач, така бар го сметаат, на грчка митологија, грчки митови, напишал едно обемно дело, се обидува човекот се мачи во оваа книга да ги погрчи митовиве. Многу тешко му иде од рака. Почнувајќи од првиот мит, што го кажува за Пеласк, првиот жител, првиот создаден жител, самородениот во земјата Аркадија, изникнал од земјата. Па ни сите на тамошни стотина митови кои што тој ги опишува, најмногу пелазгиски, а понатаму за да има нешто грчко ги како рано-хеленски, предхеленски, рано-пелазгиски, предгрчки и така натака. А оно, сето тоа исто. Дали е рано-хеленски или предхеленски или рано-пелазгиски, се тоа пелазгиски митови. Други жители на тие постои пред тоа не постоја. Ке го спомнам и Карлос Парада, американски научник, кој истражувал древната митологија. Тој се обидел да види кој автор со колку проценти учествувал во укрирањето на таа така наречена грчка митологија. Што од него ќе видиме? Најмногу обработени древни митови има Аполодор. 19% од така наречената грчка митологија е негово дело, негова креација. Живеел во втори век во Александрија. По него е Пасанија со 12%, живеел во Лидија, денешна Турција. По него е Хигин, 12%, први век, живеел во Рим, дошол во Шпанија во Рим. По него е Хомер со 8%. За Хомер видовме дека пишувал на бригитски јазик, тој е бригиец, тука од Македонија, бригите се најстарото македонско племе. Овидий, римјанин, први век пред нашата ера, учествува во тие така наречени грчки митови со 6%. Нанус со 5%, тој е од Египет. Виргилије со 4%, први век пред нашата ера, римјанин. По него иде Хесиод со 4,6%, Аполодор со 4,4% и натака тие процентите се занемарливи. Значи гледаме негде 80% од обработената митологија е создадена од автори која креирале оваа митологија, не може ни да се помисли, ни да се спомне дека е грчка. Автори кои што нити живееле, нити работеле во грчка, нити ја спомнуваат како грчка. Како тогаш некој може да каже дека е нивна? Сами нека проценат гледачите. Бугарите ни го спорат јазикот. Велат дека македонски јазик не постои, дека тоа бугарски дијелект, а Македонија е втора бугарска држава. Кирил Методи велат биле бугари и Шилер христијанство на бугарски јазик. Охридската црква тие велат дека е бугарска црква, а Самуиловата држава бугарска. Кирил Методи и Охридската архиепископија ја присвојуваат и други наши соседи, ја присвојуваат и грците и србите. И тие велат дека и Кирил Методи и Охридската архиепископија се грчки. Се поставува прашањето: можеме ли ние македонците во исто време да сме бугари, срби и грци? Може ли во исто време Охридската архиепископија и да е бугарска и грчка и српска црква? Па секако дека не е, тоа и на децата им е јасно. Но може да биде нешто друго, или може би нешто четврто. Тие може би некогаш да биле македонци. Така ќе да е. Да видиме кој живеел во Солун во тоа време и во Охрид. Ние презентиравме претходните емисии бројни сведоштва, ќе се задржам на Теодорит Кирски 393 година и Јован Каменија 904 година, значи во 10 век, кои што зборуваат за жителите на Солун како за македонци. Тие велат најголемиот и најбавиот и најмногу броен град на македонците е Солун. Се послужиме и со турските пописни тефтери од 19 век, крајот на 19 век. Што ќе видиме? И таму нојзинско население е македонското. И таму се христијаните најбројно население. Друго нешто сакам да прашам. Браќата
Кирил и Методи, дали може некој да ги замисли во свилени шалвари, качени на коњ со бричени глави, да шират христијанска религија меѓу славјанските народи на татаро-монголски јазик. Не верувам дека тоа некој може да го стори. Кој не верува дека така иделе бугарите, нека прочита книгата од Иван Тодоров "Зелениот гров", објавена во Варна 1980, таму ќе најде сведоштво од некои западни дипломати кои што средбите со бугарите ги опишат токму на оваков начин. Со бричени глави и свилени шалвари уште кон крајот на 14-тиот век и почетокот на 15-тиот век. Охридската црква, видовме, нема да образлагаме, ја формирал Јустинијан како црква за својот народ, црква со најголема слава, црква која секогаш била независна од другите, ги презентиравме синдиконот на царот Борил и Ордо Епископорум, графа 880, кој се наоѓа во Париз. Во едно се прикажани Трновските и Преславските патриарси, ги нема Охридските, во другиот се прикажани обратно, што значи дека ни едната и другата црква се две сосема различни, им припаѓаат на други групи на народи. Не можат да бидат, представуваат тезно, не можат да бидат бугарски. За Самуиловата држава исто така презентиравме број докази, само ќе ги повторам, уште ќе замолам режијата да ги пушти, да пушти и графурата од сликата од Склавинија, единствениот документ за името на Самуиловата држава. Тоа се 4 девојки, на кои има 4 надписи кои му принесуваат подароци на германскиот крал Отон. На името на првата девојка се гледа Склавинија, тоа е земја сосед на Германија во тоа време. 4 царства најголеми во тоа време биле Склавинија, тоа е Самуиловата држава, друга нема славенска држава, Германија, Галија и Рим. Бугарите го изведуваат заклучокот дека Самуиловата држава бугарска врз основа на бугарската круна. Меѓутоа видовме и Отон втори германскиот крал за римската круна, и Карло Велики, и Наполеон е земале римската круна, па тие не биле римјани. Видовме и цар Душина земал македонската круна, круница некако македонски цар. Љуба Стојановиќ, српски академик од 1905 година, тоа го потврдува. Па никој не тврди дека денес србите се македонци. Што да кажеме за поединечни записи кои што наоѓаат низ историските извори? Тоа доаѓа поради тематската забуна што ја направила византиците. Затоа ја уште еднаш сакам да презентирам книгата на Острогорски, Историја на Византија. Тоа е една карта од 1025 година. Според историските извори, Византија била поделена на военно-административни области, така наречени теми. Тие Македонија ја именуваат како Бугарија, али Бугарија е тематското име на делот од Византиската империја, темата Бугарија. Но гледаме Тракија, срцето на Бугарија именувано како Македонија, додека пак северниот дел од Бугарија, Паристрион или Подунавска земја. Ова ги ствара забуните. Кога некој ќе прочита во историските извори Македонија или македонец или Бугарија или бугарин, прво што треба да се запраша дали се работи за тематското име, за тематската област или за етничката област Бугарија или Македонија. Затоа ние го наоѓаме на споменикот на Јован Владислав, беше родом бугарин. Иако пишувано во трето лице еднина, што значи дека некој друг пишувал, а не тој самиот, треба да се запрашаме дали се мисли на етнички бугарин или на тематски бугарин. И ќе завршиме со Јустинијан, кого исто така го присвојуваат и бугарите, и србите, и грците. Велат едни велат србин, други бугарин, трети грк. Меѓутоа Јустинијан видовме кој е. Од татко исток, мајка Бигленица, правото имаме Петруш Флави, тетка, односно Вујна Вукица, Вујко Јустин, тетка Лада, тетин Селимир. Тој, како што вели Прокофиј неговиот хроничар, кој знаеме од книгата на Лидија Славевска, македонската една генезена брилјантна книга што секој македонец треба да има, брилјантни податоци има во нејзе. Прокопиј што вели за Јустинијан? Тој кој дошол на власт, вели ги затворил школите во Атина, ги конфискувал нивните
фондови. Тој себе си не се сметал ни за Хелен, ни за римјани, не сакал ни да оди во Рим. Секогаш ги прибирал средствата на сметка на хелените и на италиотите, а ги давал на своите варвари, кои што Прокофиј ги нарекува венети. Гледајте какво децидно сведоштво. Тој се сметал за потомок на венетите. Тој бил македонец, роден во околината на Скопје, во Таор, скопското село Таор, во близина на тврдината Бадарија, на денешен Бадар, исто така Катлановско. И тука нека оценат гледачите кој е кој. На крајот не би должел, секој од гледачите сам нека си направи за себе еден текст, сам себе си нека се запраша неколку прашања, нека даде одговор нив и ќе знае каде е цивилизацијскиот центар на Балканот, а каде е културната провинција. Нека си ги постави некои од следните прашања, нека си даде одговор и секој му стане јасно. Нека се запраша каде е седиштето на боговите, каде и кога е создадена најстарата митологија, каде се наоѓала планината Олин, каде били најстарите населби, која е најстарата држава, каде се создадени најстарите монети, каде е создадено најстарото писмо и од кого, која е најстарата музичка скала и од кого е создадена, кој имал држава пред Христа да обстане и денес со исто име, на кој јазик се напишани Хомеровите епови и каде се најстарите театри и најстарата архитектура. Благодарам за вечерва толку. Во наредните неколку емисии ќе имаме чест да мој и гости на телевизија Сонце бидат професор доктор Душко Алексовски, најголем познавач на карпесата уметност, Ангелина Маркус, професор по филозофија, и Маргарита Китан Ивановска, лингвист. Сите тие се добри познавачи на древните македонски корени. Верувам, познавајќи ја нивната работа и нивните дела, ќе уживате во нивните излагања и уште повеќе ќе ве приближат до древните македонски корени.